Цела бугарска машинерија е впуштена во притисоци кон македонците да се попишат како бугари, алармира председателот на Македонското здружение Илинден со седиште во Тирана, Никола Ѓурѓај. Тој повикува граѓаните да се попишат како што се чувствуваат и да не паѓаат на заканите од страна на бугарските институции и политичари. Ѓурѓај вели дека нашинците во Албанија живеат во страф и дека јавните закани може да ги обесхрабрат македонците затоа што живеат во посиромашни региони. И пред пописот и после пописот заканите од бугарските институции е зголемано, поради дека во сите пописи во Република Албанија нема изјаснети граѓани како бугари. И оние сега се засилени да на овој попис да излези некаква бројка и оние утре да кажат ете ти дека има бугари во Албанија. И оние не бираат средства. Делат пасоши, купуваат луѓе, делат помош. И тоа го прави една држава што е во Европска унија. И тоа е за жал дека сите го гледат и сите заќутуваат. Каде беше Бугарија кога не беше во Европската унија за да ги придобие овие граѓани, прашува Ѓурѓај. Тој ги повика македонските и албанските власти итно да превземат мерки и повеќе да се грижат за македонците во Албанија. И ние ги имаме информирано албанските институции, ги имаме информирано и македонските, бидејќи како матична земја, треба да знаат што се случува. И се надеваме дека ќе помине добро пописот, дека луѓето знаат кои се што се. Македонците од Албанија не се на продажба, порача и од обединетата македонска дијаспора. Оттаму изразија голема поддршка за пописот во Албанија и велат дека македонците немаат цена. Дека бугарските провокации не запираат, докажува и последната закана на председателот на фондацијата Македонија, Виктор Стојанов, кој на македонците во Албанија им порача, ако не се попишат како бугари, ќе останат без пасоши. Минатата недела пак подпредседателката на Бугарија, Јулијана Јотова, беше во посета на област во Албанија, населена со македонци, за да отвори бугарско училиште.